Мъгла пак не покрива, смърди не се издръжва, но тя пак се закашла. Много пием честички, пием си те работи, къде да се обратам. Шо ни прави тој воздух од нас? Работата е не дај Боже да си во нова врска некоја. Излегваш пешки од кај тебе до кај неа до дома да земиш, стигнуваш кај неа, одма те прашва кај беше, смрдиш корниш, кај беше? Или па родителите ако ти се контрол фрикс и излегваш негде дремиш таму во парко, бит пари си потрошил, нити још по клубој по пона да се пијанчи, се враќаш дома одма кај беше, смрдиш корниш, кај беше? Тоа е. Ние што не пушевме порано имавме тамак. Оди кај да влезиш, смрди корни цигароин. Ке се вратиш дома, кај беше? Некој мора да пуши од друштвото, смрдиш корниш. Не си ти тој. Некој мора да биде. Не дека кај да одиш ке се направиш катастрофа. И знам дека минатата епизода беше тешка. До толку беше тешка што луѓето душата ги боли за тие пусти цигари. Оти ги речи, ти не ни сваќат колку се гнасни тие цигари. Не се свесни дека ако тргнеш поскали во некоја зграда нагоре надолу не бит. Уште во ходникот се познава кој стан се пуши, кој стан не се пуши. До толку се житнакал тие цигари. Ама не, или што не пушиме сакали или неке леки излезиш надвор, воздухот ќуму. На крајот ги испадни трета епизода, што треба за здравјето на мажите да се збора, а за здравјето на мажите не се спомни. Ајде да пуштиме шпица, па шо знаеш, може да и ќе спомниме нешто вај. Одиме. Денес ќе правиме поке муабет за здравјето на мажите. Са покрај алкохол и цигарите има многу фактори што влијат на здравјето на мажите. Фактор број 1 е жената. Жената може да влие и позитивно и негативно, зависи како ќе се погоди. Ствари не зависи како ќе се погоди, зависи од дено претежно. Ама пак кај некои жени се годат многу поке добри деној, по неколку лоши, кај некои се годат само намќор деној. Зато викам зависи како ќе се погоди. Уствари најголем проблем за сите болештиња што идат, што ви рекле старите, е нервоза. Зато дедо ми тале, дека спрат погоре, зато вака прам, не заради друг. Ќе му славиме 101 година се после Свети Никола. Оти око не му трепнува за ништо, море. Знаеш што е за ништо? За ништо. Значи вака не му преоко. Ти ќе станиш од Савајле, ќе се изнервираш, вода немаш топла, времето не чини, колата не пали, попат сите возат ко идиоти, пешаци излегват од сите страни како само тие да се на пато крало и на веко. Ти тргнува попат на сред улица, ти оди не му текнува, се тргни уште ако му свирниш ти урла, ќе се нервираш со глупости, бе. Па ќе се најди некој ќе се влечка по улица и ти вози со 10. И па не дај Боже на калдрма да живе. По тој джип земен огромен теренец, ме сваѓаш теренско возило. И оти калдрмата има по сантим, пола сантим размак, тој со 0 вози бат. Ја клава прва и ги трга нозете и сама да терава кола. Немој да не оштетише. Или па не дај Боже од оние лежечите грдите што има се ако коцкести што се погодија луѓе пред тебе на тако. Живее батуле 2 дена ки чекаш кроце. Немој колата да не сокрши, аман молим, немој да застани таму, застани и турка е вака поле. Зато ние младите не сме здрави. Овде погоре. Ого не му трепнува. Ако саѓаш со тенк низ куќа помини, тој ќе си свирка, ќе си гледа телевизија и се сврди и речи па ти си шут бе вата и ќе си продолжи. Мир во душата, рајат ме сваѓа. Зато е здрав. Нит му е гајле шо јади, никако јади, нити пазел на исхраната некоја, нити дали роко е поминат на ништо не го интересира, море. Тој си јади, си пие шо ќе му дојди на душата. Ти думај се дали окасни што чоколадцето што ти стои во плакаро. Уште 4 коцки останате, ама многу благо не ти дојди за денес. Шекерот да не ти се крени. Шо значи најубав лек за 90% од болестите? Прво да не се нервира. Ај не се нервирајте ви. Ај пробај не се нервира. Немој. Еве и јас сум во суштина лавав човек, не сум некој што многу ќе се нервира. Не можеш да не се изнервираш бе брат. Секој излегвање од дома нешто негде се деша. Да не зборам што таков животот дојде. Се нешто брзаш, милион работи правиш, мора да ги завршиш. Стално има некои такви глупи, никакви нервози што ти не можеш едноставно посилно е од тебе. Единствено нешто што е полошо од тоа да се нервираш за глупости е да се нервираш за глупости и да не го искажваш тоа, да го држиш во тебе. Тоа е најлошо ба. Оти ќе собира и на крајот ќе му се истуриш на некој што нема благе везе со ништо, ќе ти се качи притисокот, пепел ќе те стои. Следно исто така неизбежна работа, што е многу лоша за сечие здравје, особено за мажите, се безпотребните притисоци. За жал живееме во едно такво општество кај што сакал ти или некел цело време
си под некаков притиск. Дали е то финансиски, дали е то социјален, дали е сега каков сакаш брат, притисоци има милијан. До душа ако си човек што не се нервира како дедо, баш нема ни притисоци да има. Ама ако си некој што сака нешто да постигне, што сака да направи нешто, особено ако прави нешто од ништо, неизбежни се притисоците брат. А најголемите и најглупите притисоци идат најмногу од социјалните кругови, од луѓето, од блиски, од фамилија, од другари, од пријатели, од непријатели. Јас фала Богу тама кај нема, па јас самиот се притискам себе си, сакам да постигнам поке работи, сакам ова да го завршам, она да го завршам, ова да направам, она да направам. Сакам и да пеам, и да свирам, и да продуцирам, и текстови да пишам, и видеа да правам, и да монтирам, и да уредвам емисии в телевизија, и да растрчвам со камерата, се сакам да правам. Дифузери в студио сам си правам, земам дрва, сечам, бојадисвам, којам, штрафам. И не дека сето тоа го правам заради нешто многу што сакам да постигнам, го правам, но ти ми е убаво. Проблемот е притисокот влегва уствари временски, пошто не можам да постигнам се што сакам да постигнам во времето што го имам. Да беа деноите барем 48 сати еден ден. Можда некако ќе се најдеше време, макар што и тоа ќе најдев начин да ги исполнам и пада, немам време, ама да. Јас сум едноставно таков како човек. И фала Богу пак ќе речам мојот притисок не е некој кузне каков притисок, не дека на некој му борчам нешто па немам да стигнам да му го исплатам. Него едноставно од желба што сакам да постигнам поке работи или да направам поке работот што ми е мера. И кога не ми стига времето, тука малце. Иначе јас уживам во секој момент од процесот, никогаш не сум се брзал или не сум правил нешто само за да направам многу пари или да постигнам нешто во туѓите очи. Никогаш ба. Не знам дали имате приметено, ама око не ми трепнува кој мисли, шо мисли, зошто мисли, дали имале вакво мислење за мене или такво и ич какво сакат нека имат море. Слободна држава, кој што сака нека мисли. Јарно, ама луѓето не размислуваат. 90% од луѓето живеат под притисок од други луѓе, од родители, од роднини, пријатели, народ некој небитен што ќе мислеле луѓето. И константно бркат некои социјални граници, некој мора до таа година да си женет или мажена или мора да имаш родено, не мора да имаш родено, ама оти сега живеј вака, оти ваму, кој таму. Зошто мора? Зошто си ја мачите глата мора? Дали мислите дека ако му ги исполните желбите на сите околу вас дека некој бравост ќе ви рече? Јас сум тука за ви кажам дека никој бравост нема да ви рече никогаш никад. Значи дали ги си бркаш со ништа, дали ќе живееш како што сакаш, дали ќе бркаш некој туги со ништа и ќе живееш како некој друг што сака, ни во едниот ни во другиот случај бравост никој нема ти рече. Само што во едниот случај ти ќе бидеш посреќен, во другиот случај ќе бидеш секогаш мизерен пошто никогаш нема ги исполниш сите желби на сите луѓе. Значи невозможно е бе брат. Зато поарно земи прај си го тоа што сакаш да си го правиш, рај си го кефо. Изгради се себе си во личноста што ти сакаш да бидиш. Оти ако не си изградиш во личноста што ти сакаш да бидиш, цел живот ќе поминиш во градење на некоја личност што никој ствари неки да бидиш. Никогаш нема ма погодиш та личност. Пошто пример, не мора мене да ме земаш за пример. Земи било која успешна личност во свето сегде. Ако било кој од нив се замарал што мислеле луѓето, никогаш немало постигнат ништо. Значи никога. Лавајте си ја душата. Мене е битно мене да ми убо на душата. Тоа е за мене успех, да ми убо на душата. А фала Богу не да ми е за мерак. Се останато кој сака нека го зема, нека го носи како успех слободно бева. Затоа чукнам во дрво и јас арен сум со здравје. Може да има по некоја мала нервоза, по некој мало притисок јас што си го правам, ама зубо го правам. Фала Богу од сите тие други најглупи притисоци на светот што постои, сум опериран одам. Сега може да општо ги спомнавме овие нервози, притисоци, пошто истото важи за сите. Арно, без разлика што мислењето што ќе го споделам сега е многу непопуларно во светот во последно време. Ама јас тврдам дека мажите во последниот период имаат многу поќе притисоци од жени. Се одма тука ќе се дадат жените од некоја страна. Не е точно, не е вистина, не си во право. Ние жените треба да раѓаме, треба деца да гледаме, немаме времето ни течи. Добро, маре, смири се. Смири се, ама еве оставам косата, смири, само не се нервира. Јас не викам дека жените немаат притисоци. Арно, ама последните години живееме во едно популарно речено токсично време, пошто се очекува од мажите. Значи мажо се мора да направи. Треба да има многу работа, да прави многу пари, да има куќи, да има коли, да може да обезбеди се што ќе посака жената, одмори, патувања, луксузи, све. Значи мажо треба од нигде никаде, од ништо да направи све во животот. И единствено нешто за возврат што го има да не кажва многу приказни, оти не смени да кажва многу приказни мажо поке, така. Значи пак ќе речам, никој не ги негира притисоците што ги има една жена. Ама сите гледаме во последно време како се наместени работи. Жената ако сака да тера кариерата, треба да тера кариера. Нема ти тука што да кажеш. Ако сака да раѓа, треба да раѓа. Нема ти тука што да кажеш. Ако сака да не раѓа, да не се зема, да прави што сака, може да прави жената. Нема ти тука што да кажеш. Езино тело, нејзина работа. Тоа е супер. Зам така треба биди, така. Твое тело, твоја работа, твој живот. Сакаш работиш, сакаш не работиш, што сакаш прави. Јарно, ама мажо не може
да прави што сакал или некел некој мора да заработи за фамилија. А пошто тој е во крвта, во сршта на ден маш, дали жената ќе работи или не, тој мора да најди чаре за да произведи нешто за фамилија. Добро, до душе имам исклучоци, не се разбериме погрешно. Има фамилии кај што само жената работи. И ако така функционира работата, тоа така треба биде. Никој не суди, никој не вели дека тоа лошо. Сакам да речам во глобала, мажо е секогаш под притисок да заработи појќе. Пошто сите мажи сакат да му доволат, да му дат се на фамилија. Сакат да ги прошетат сегде, сакат се да му купат, се да му дат, ме сваѓа. Тука иди тој притисок. Оди кој се соберите в кафана друштво мажи жени, никој не очекува од жените да ги изват новчаници. Оди треба кој е мажот тука да биде работата, така. Исто така никој не очекува од жената да изгради куќа. Нити некој очекува од жената да заработи за та куќата, нити некој очекува да земи лопатата и да оди да меша малтер со мажот. Макар што има и случаи кај што жената лично си заработила за куќата, тоа е супер. На времето имаше обично по селата жените му помагаја на мажите, ќе му носи, ќе му меша малтер друшлака тој. И тогаш било ретко, пошто ќе си викни шаргати таму, та треба ручек да прави. Арнома во 99,999% случаите, особено денешно време, никој нити очекува, нити мисли дека жената ќе земи таму малтер ке шлака. Са на некој ни се погодва жената. По мене на пример уше пред свадба јас мешам малтер, та иди ми се меша таму. Ми кажба вака измешај, така направи го, реваре салата ел. Па клавав малтер меѓу камења негде, па и та идеше ми поможваше. Па дојде дедо ми искара тргни, а море уште не е невеста во куќава, ќе ни се смејт народот. Јас му велам кој тргање море затоа земав жена. Кој ти е човек, кој ти сака да му поможи на мажо како што треба да биде. Па макар и да е со муавет, ме сваѓа. Поддршка, ако нема шо има. Муавето ми беше никој не го очекува тоа од жени. Ако го добиеше плюс, ама ни една жена не е под притисок да го постигне нешто. Ако жената заработи си купи кола, тоа е супер. А никој тоа не го очекува од неа. Сите очекуваат мажо да купи кола, мажо да заработи, мажо да создаде. Тие притисоци. Само ова е пример, има милион вакви притисоци други. Ма за жал немаме толку време. Ајде да ти кажам право, после вакви споредби малце шубе ме фаќа порно да завршим епизодата. Да не ви направам некоја кавга подома, да земи некој маж да се согласи со мене па да фрли жена му со нешто од та страна. Вака нају. Јас ќе ви дам думи за думање, а вие думајте му е подома. Толку од мене за денес. Се гледаме наредна епизода. Поздрав и убав ден.